Добро вечер. Четврток 22 часот, време е за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва во недела, вистината ќе ја побараме во интервјуто со Ристо Пенов, поранешен лидер на ЛДП, градоначелник на Скопје. Многу ми навелат најдобар градоначелник на Скопје последните 30 години. Имавме направено серија на историски интервјуи, и Марен Ѓорчев, и Лјупчо Георгиевски, и Слободан Богоевски, Павле Трајанов. Не останаа елементи и делови кои не ни беа ниту покриени, ниту објаснити, ниту влезени во суштината на некои процеси, бидејќи луѓето или не знае, или помина времето не успеавме да ги отвориме или да ги дефинираме, или да ги разјасниме, да ги разлачиме тие прашања. Со Ристо Пенов некои дупки во целиот тој мозаик, во целиот тој гоблен кој го правиме со овие историски интервјуи, ќе се обидеме да го дефинираме, да го редефинираме, или му дајме одредена димензија, одредена колоритност, која ќе ни објасни што се има случувано надвор од тие две големи политички партии, бидејќи Ристо Пенов во својата кариера бил 2 мандати градоначелник, еднаш избран со помош на ВМРО-ДПМН, еднаш избран со помош на СДСМ, бил во коалиција и со ВМРО-ДПМН, многу повеќе бил во коалиција со СДСМ, заедно со Петар Гошев е пред Демократската партија, тамо некаде пред 19-20 години. Она нивна кампања со чисти раце, кога се гледа како сигурни победници на изборите, кршеа леп пред малите екрани, кршеа леп во рекламите, најавува расчистување со целиот криминал. Тоа бе едни убави пионерски времења на раѓање на независноста на македонската држава. Се изгубија тие морални вредности, се изгуби таа енергија која не красеше ко држава тамо некаде пред 25-30 години. Сите тие прашања ќе ги отвориме во интервјуто со Ристо Пенов. Многумина го сметат како дел на длабоката држава. Дел на екипата на Кристофер Хил, кој беше најголемиот американски амбасадор во Република Македонија. Треба да биде амбасадор во Србија или во Белград. Беше најавено крајот на минатата година, меѓутоа поради одредени обструкции во Американскиот конгрес, Американскиот сенат, целата таа поставка е пролонгирана. Дали сега почнува еден процес и време на враќање на луѓето на Кристофер Хил на чело на македонската држава. Димитар Ковачевски тача преку неговиот татко, веројатно дел на целиот тој процес. Сите тие прашања ќе отвориме во интервјуто со Ристо Пенов, останете со нас. Првиот дел трае некаде 60-70 минути. Одлично интервју, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Ристо Пенов. Добро вечер. Една година ве обидувам, сопругава толку не обидов да се омажи да се ожени за мене. Вас ве обидувам една година, на крај успеавме да ве донесеме во емисија. Да, јас одлучив да не се појавувам во јавност. Политичката кариера ја завршив, политички амбиции немам и затоа. Меѓутоа, ве смета за најдобар градоначелник на Скопје. Знаете, прашањето дали сте биле најдобар градоначелник, бидејќи во Македонија, кој ќе прашате кој треба да биде генерален директор на македонска телевизија или да биде на некоја функција кај што се кршат копијата меѓу ВМРО и СДСМ, обично албанец се одбира, бидејќи албанец не бил градоначелник на Скопје, за да не биде некој од СДСМ или да не биде некој од ВМРО-ДПМН, викат Ристо Пенов е најдобар градоначелник. Па добро ми годи тоа, според резултатите што сум ги направил, значи нешто сум оставил трага. СДСМ без вас немаше победено во Скопје до 2017 година. Немаше градоначелник на Скопје. Победивте 2000 година заедно во коалиција СДСМ. Значи од 91 година па тамо до 2017 година, тоа се 6 месеци постојане настани на 27 април, СДСМ Скопјани не го сака СДСМ. Добро, они никогаш не се подготвувале да изградат кандидат за градоначелник и не посветувале внимание на таа функција и редовно ја губеле. Не биле комунална партија. Правеле фонтани, патчиња и така натаму. Кај СДСМ ќе може да забележите и затоа ги бие глас дека ништо не прават, нели? Затоа што они не се врзуваат и за проекти. Со потребите на граѓани, зборам комунални, да се изградените проекти на државно ниво, ако сакате, и во цела генеза, јас тоа сум им го говорил кога сме биле заедно, дека вистина има направено во оваа држава многу работи, но они го оставаат тој празен терен, они на ниво на некои бројки се расправаат, вработеност на GDP, не знам што. Што народот не го гледа.
А конкретните или не го проекти ги забораваат, не се врзуваат и останува впечатокот денес секој да тврди, ама сада сама кој ќе дојде, ништо не прави. Тинчо Муцунски кој на 20 метри од нас го направи хотелот за пчели, Да. па го промовираше тука со цела екипа на новинари околу него, некаде на километар и пол го стави првиот лежечки полицаец, од кој дојде да стане градоначалник. Тоа беше прва, втора вест на сите национални телевизии. Да, тоа беа Па имат PR екипи кои тоа го водат и така натаму, но да не влагаме во такви детали, пошто интервјуто треба да оди во еден сосема друг правец. Велат Ристо Пенов е еден од фронтмените во еден период на длабоката држава во Република Македонија. Дали Ристо Пенов дел на таа длабока држава, која можеби се пензионира, меѓутоа секогаш е на власт, блиска до власт. Секогаш активна. Има одредено... Сега, јас длабока држава подразбирам дел од службите, јас не сум бил никој. Не, длабока држава може да е судство, може да биде институции кои владеат, кои се... Но сум денес еден од ретките кои и во претходниот систем работел во политиката. Не сум бил функционер, но во највисоката институција од Централниот комитет работе во економскиот сектор. Вие бевте во кабинетот условно речено на Петар Гошев. Да, секторот кој Петар Гошев го водеше. Таму беше Верица Хаджи Василева Марковска, кога се лажам. Подосна директор на Агенцијата за приватизација, значи клучниот процес кој се спроведува во Република Македонија, на предлог на Бранко Црвенковски, блиска до Хари Косто, значи блиска до целата таа екипа, станал член на Советот на Народна банка на Република Македонија. Добро. Значи, во тој тим на пет Таки Фити беше нели дел на... Таки Фити беше извршен секретар на партија, значи цела една номенклатура која е блиска до мокното лоби во банките, некој би рекол влашкото лоби, јас не го дефинирам како влашко лоби, бидејќи тоа било и земено природно се има развиено во рамки на Сојуз на комунисти, некој модел на Андропов. Од комунисти станавте капиталисти, меѓутоа таа екипа на Петар Гошев имаше многу битни кабинетот представници. Жана Османли, например, еве. Жана Османли беше во председателскиот кабинет. Она шеф на кабинет на председателот на ЦК. На ЦК. Ние бевме со Верица во економскиот сектор, Ѓорги Трипков, Емица. Жана Османли е последната со Киро Глигоров ходи на она средба кај Слободан Милошевиќ. Еден ден пред атентатот таа белешката ја доставува. Мислам дека она не оди во Белград, не сум сигурен. Меѓутоа информира, нели ја прави белешката која се доставува до покојна е жената, имавме договорено интервју, не успеавме да го направиме, многу работи ќе кажеш. Она е сведок на најголемите наистина. Беше добро, затоа што секогаш беше во врвните тесни кругови на државата и веднаш потоа, уште во кампањата 91 беше со Киро Глигоров. Значи, уште 91 година. Да. Значи, веднаш... Во онаа кампања на СДС што ја води Гошев, СКМ ПДП, она беше со Киро Глигоров. Тогаш Бранко Цренковски е шеф на изборниот штаб, да. А Владо Милчин ја води PR кампањата. Да. Тога се прави спојката Киро Глигоров, Бранко Црвенковски велат, бидејќи Киро Глигоров гледа дека Бранко Црвенковски, како шеф на изборен штаб, може него да му биде некоја логистика. Па не верувам дека баш така се врза работите, но нели кога дојде тоа стани пани, СКМ треба едно место да добие од врвните три. Као ВМРО со најмногу пратеници, СКМ и реформски сили. Стојан Андов. Веднаш го пополнија местото со Стојан Андов као председател на собрание и сега остана председателското и премиерското место. Гошев како председател на партија го посакува премиерското. Цел живот го сака премиерското место. Па добро, ама и го враќаше. И не, го добиваше, па го враќаше. Го имаше во раце и 91 после изборите, не го зема, ја отстапи. Сега вие така велите, но... Ке збориме за тоа. Ми ја зедовте мислата. Да, дека се две места. Да, другото е председателско. И сега тука е таа нејаснотија што ја кажуваат, нели,
зошто е прифатен Михаил за председател. Дедо Михаил, кипарскиот модел со Макариус. Тоа е предлог на ВМРО, но кој одговара На Гошев. Да. Затоа што во тој случај премиерското ќе се добие. Но се измешаа картите и сега во тие измешани карти сите овие млади структури, освен сега ќе погрешам можеби Софија Тодорова и кој беа, застануваат на страната на Киро Глигоров. Софија Тодорова останува со Петар Гошев. Мислам дека така. Некои роднински, пријателски Не релации. се роднински, но Пријателски. стручно колегијални, да речем. Подосна е министер за развој, министер за Да, наука. па. Мислам и министер Она за дојде на местото на Гошев во ЦЕК, во ЦЕК. кога стана председател. Министер за образование во влади на Бранко Да, Цренков. да. Значи неколку ресори И даже. амбасадор. Беше, да, ресори Шведска, мислам дека амбасадор, ако не се лажа. Како Петар Гошев доаѓа на чело на Сојуз на комунисти на Македонија, вие во тој период сте со Петар Гошев, бидејќи сте Да, од Валандо. нема врска. Нема врска Валандо, Валандо. јас сум пред Гошев во централниот. Он доаѓа 86-та. Но тоа беше еден природен процес, но со тешка битка. Гошев од синдикатот. Не, Доаѓа да, доаѓа во... од синдикатот во И Сојуз на комунисти. и почнуваат идеолошките поделби во СКЈ, во Југославија. Словенечкиот модел и српскиот модел. Српскиот модел уште пред 86-та од Иван Стамболич, кој инсистираше партијата да функционира и го смета за најголем националист до 86-та во југословенски кругови. Еден човек, еден глас. По таа основа, српскиот став секојаш ќе доминираше во СКЈ. Потоа доаѓа Милошевиќ и води една поагресивна политика која најавува дури и војни. И тогаш е председател Јаков Лазаревски и јас по мене најголемата улога во осамостојувањето или во државноста на Македонија ја има тој председател кој почина пред една година без Да никој да не го се спомене. не се не сети. да, Едно интервју даде за Сашо Ордановски, ако не се лажам, некоја книга напиша, но тие петна никој не ги разјасни. Ние во тој период бевте вие во кабинетот на Јаков Лазаревски. не, тој е председателски кабинет. Јас сум економскиот сектор. Таму е Жана Осман и Зоран Васковски. Меѓутоа комуницирате, нели тоа? Да. Комуницирате. А заради пак близината на Гошев и Јаков, Лазаревски? да, кој му беше десна рака, ние и као сектори многу бевме нонстоп во комуникација. Пенов, колку време сте вие во Сојуз на комунисти? Значи говорам за овие стручни служби на Сојуз на 10 години. 10 години. До 90-та. Значи вие ги знаете сите горе-доле работи кои се Да, јас не сум одлучувач, но сум таму. тука сте некој кој ги следи сите тие работи. Има една информација дека првите избори што ги води во својата кариера Бранко Цренковски ги има изгубено. Па да, на 91 од Џо Петрески. Не мислам само на овие парламентарните што ги има изгубено тука, А внатре во партијата? внатре во партија околу председател дали на градска организација на младината. Некоја универзитетски, не знам, јас тие беа пониски структури, а јас не сум се бавел со Губи тоа. од еден од ова семејство Папеш го поразува Бранко Цренковски и тогаш Тито Петкоски го зема, му станува протеже на Бранко. Можно е он Црвенковски појавата во јавност. Тој некаде 88-89 година при избор на член на председателство на Југославија, као некако демократски се правија со повеќе кандидати прв пат. И меѓу другите, значи кандидати беа Јаков Лазаревски, Глигорije Гоговски, Свето Шкарич и Петар Гошев.
4. 4. Ова е иницијативна фаза. И таа оди, Делегират. не, Предлагат. оди на расправа во разни форуми, од најниско, деска, како беше. И таа расправа оди во, мислам, универзитетска или некоја студентска или градска организација на младина, и таму Бранко истапува кој е Гошев, кабинетско дете, да не представува нешто така. И тоа некој е наместена работа, вечер го става, тогаш беше најчитана онаа втора страна. Да, вечер спец. Нешто така. Спец, да. Изјавува тој, вака и тогаш прв пат, и тогаш се побуди интерес За Бранко Цренковски. за Бранко е овој, дај да видиме што се. Значи, некој му рекол на Бранко Па, Цренковски. добро, Бранко има интуиција таква, да знае да погоди кога и како треба да каже. Момент. Да. Петар Гошев станува нели председател на Сојуз на комунисти после Јаков Лазаревски. Тоа е се оние избори кога Јаков Лазаревски и Глигоре Гоговски се нерешено во Македонското собрание. Или Не, тоа се за член на за председател. председателство. Меѓутоа тука веќе се гледа дека Таа историја е вака, од овие четворица, значи Гошев веднаш после ова се откажа, Шкарич се откажа, па дури и Глигорije Гоговски се откажуваше, но Јаков инсистираше да не оди сам на избори. да има демократски. Да има демократски, Капацитет. не личи така, а бира парламентот. А парламентот, председателот на ЦК, мислам, неприкосновен. Кој сака. Кој сака? Има една приказна, да речем, парламентот бира во вторник член на председателство, а викендот Колишевски оди на лов во Свети Никола. И на лов, нели, сите околу него, уште он сива еминенција, иако он бегаше од тоа. И друже Лазо, вторник го бираме Јаков. Ќе го избереме. И он ги легнува, ако сакате, бирајте. Сигнал. Значи не дава. Не е одушевен, не дава пас. И то структури тие, таа длабока држава одма Си функционира. Таа една структура која беше тргната од Лазо, Благој Попов, кој беа тие не се контрасистемот, но нели кадровски се различни, почнуваат да работат. И на изборот во парламент Јаков не го добива потребното мнозинство. Прв пат Прв пат. у историја. Да, председателот на ЦК ЦК. во својот парламент не го доби. О втор круг ќе го добиеше, но Јаков беше така демократски ориентиран човек, рече јас ова нема втор круг, се откажувам и отиде на изборот меѓу Васил Топурковски. На непосредно. Да. На непосредно гласање. Васил Драголюб Ставрев, менторот на Хари Костов, на Никола Поповски. Да. Драголюб Арсовски, кој се банкарскиот крем сега во А менторот сега Ги прима- во негово време се примени као, да. во извршен совет. Да, во структурите. Овие беа, мислам, Завод за план. После Хари беше во кабинетот на Драголюб Ставрев. Да, Петар Гошев станува председател да. на ЦК на Македонија. Многу мина смета дека преродбата во Македонија почна. Вие разговарате ли со Петар Гошев сега или Не сте во добри? После смената од министар за финансии немаме комуника. Значи гувернер станува и немате не. Не. Како вие дефинирате таа улога на Петар Гошев кој станува председател? Па исто, огромна историска и мислам дека тоа е и главната болка за него. Никој не му ја признава таа улога, нели? Сега сите говорат за независноста, Љупчин Или Ѓорѓевски, Филип Глигоров, Шо, Андов, не знам. Васил Топурковски. Никој од нив не постои кога е Петар Гошев. Не кога се удирани темелите, затоа јас Јаков ви го споменам. Значи, во тоа време он се одвојува од Милошевиќ и значи од таа структура југословенска Кај што она секојаш не врзуваат. Србославија што Да. ја вика, значи Што не се врзува. одтргнуваме, одиме од другиот брат, тоа е независноста.
освен ако бевме воено окупирани. И сега, по природен пат, најблискиот соработник на Јаков и можем да речем најголема моторна сила во тој правец. Тоа се три личности. Јаков, Гошев и Жан Османли. Жан Османли. Без оглед на улогата но таа е структурата која натаму. Сега има и други. Можеме да зборуваме и таки Фити бил. Но... Значи Жан Османли е едно од клучните играчи. Се да види како игра, она не е шеф на кабинет. Да, ма во креирањето во создавањето на таа во одредувањето на правецот, да. Тоа е пено. Подоцна доаѓа на чело на Зоил Македонија. Тоа е подоцна, тоа е после откако излезе од Киро Глигоров. Да. Па се врзо со Трифун Костовски, па еден од главните играчи на Трифун Костовски, влезот кога прави во политиката, кој треба да финишира со изборите председателски 2004 година, не финишира, оди на избори со вас на крај или на емисијата ќе го разговара на тоа. Сам да кажам, Жан Османли еден клучен играч со исклучително брски, секојаш во врвот, да. Блиски, од некаде 84 година со исклучително блиски врски со македонската масонерија. Значи исклучително близко. Тој дел не го знам, не. Добро, го знаете, само сега. Не го. Не смеете да немате дозвола да кажете. Од кого? Па добро, обично се од самите масони, нели се добија дозвола да се каже нешто. Па немам јас судив ништо, не. Добро, може имате, може немате, гледам дека важите за човек на длабоката, нели на длабоката држа. Пенов, Михаил Данев му е против кандидат на Петар Гошев. Човек кој произлегува од, ајде да речеме, длабоката држа, номенклатурата на системот. Братот негов, Драги Данев, е ректор на Скопскиот универзитет. Ана Данева му е сна за... Добро, како ги врзувате? Тоа се различни периоди. Јован Павловски, нели... Значи, тоа е од сосема друга страна. Архивата на Лазар Колишевски таму завршува, значи еден голем дел од архивата, некоја книга напиша и така натаму. Меѓутоа Михаил Данев е сериозен човек. Значи сериозен против. Он имаше сериозна функција, секретар на Централниот комитет. Значи по старите традиции секретарот стануваше председател. Така се подготвуваше. Но тоа е период, значи кога ја говорам оваа идеолошка раздвоеност, словенечката линија за демократизација или србофилската која е за подсврста рака за Михо се доживува како представник на таа тврда линија. До ден денес смета дека се намеси. Иако човекот беше подруг тип као човек. Да. До ден денес, па можеби тој и многу луѓе што се запознати со тој процес, има една шпекулација дека со помош на Семос кој ги брои гласовите на тој конгрес, Петар Гошев го... Семос ги броеше, да, беше ангажирана фирмата Семос и Бранко директно. Беше... Па не бројал, но беа тука од страна за одржување на систем. Тоа е прв пат се воведува компјутер у конгресот и броење и можем да ви кажам, прв пат не успеавме да ги изброиме гласовите. Цела ноќ се броеше, бидејќи сите членови на централен... Може да... Не, секој да му ги изброиш гласовите, па го читаш, па го внесуваш тек еден во компјутер, тоа дупла работа направи. Прв пат не се изброени. И не успеавме да ги изброиме, и што е сега многу чудно што остава вака, и ги нема тие материјали. Исчезна? Да. Кога, како, не знам, но ги нема за... Но не за избор на председател. Тоа беше лесно, тоа брзо отиде. Значи, дали сте за Гошев или за Михаил Данев, тоа брзо се изброи, уште пред да си одиме дома. Ова за изборот на Централниот одбор, кој утре дента треба да го потврди изборот. Уште еднаш да бира. Значи, тоа беше многу чудно. Два пати се бираше. Еднаш целиот конгрес, 3-4 луѓе колку се, или 2000, а другиот ден избраниот централно повторно од двата кандидати да избере еден председател. Не само што комплицира, многу луѓе му откажуваат на Петар Гошев. Тоа е
тоа откако е избран Да. за членови на председателството, се многу не се сеќам, но откажем Мислам дека Столе Попов. Столе Попов откажа. Столе така упадна Ѓорги Спасов. Ѓорги Спасов на крај помага Петар Гошев да падне. Тоа е таа екипа. Лазар Сега, тоа Гитановски, е, да, Ѓорги Спасов. помага за околу таа дилема Дали Гошев или Дедо Михаил? или Киро Глигоров, да. Или Киро Глигоров. Кога доаѓа таа дебата, на која не сум присутен, можем да... Кашо Гошев ја губи, тој Лјупчо Ѓоргиевски не го каже, ја губи битката внатре во Па тогаш извршниот кога комитет на СКМ ПДП. као они расправаат дека еве Киро Глигоров не сака, што правиме? И Киро Глигоров и тоа така и го кажуваше, а на Гошев посебно меѓусебните му немојте деца, јас сум стар, не сум за функција. И мислам Ѓорги Спасов го повикува или настапува, еве сака Глигоров. Значи тоа е клучно. Како сака, кога мене ми рекол не сака. И Добро, Пенов, кој го носи Глигоров? Има Гошев, дефинитивно, тука нема дилема. Кој Не го знам да тоа можем и да сведочам. Тоа беше Бранко Микулич, председател на СИФ, премиер на Југославија. на сојузна влада. Криза има Југославија, или железарскиот штрајк прв. И формираат Микуличева комисија која во сите сфери требаше да изработи како да се движиме. И во економскиот дел тогаш сите републики делегира, Македонија ги делегира Киро Глигоров од Белград и Гошев од Скопје. Значи таа е И они првата. таму се запознаваат и таму се раѓаат нови идеи за нас. Кој ќе дојше Гошев од Белград, ние со тие идеи Значи дека зачудени. Гошев е фасциниран од Киро Глигоров? Па се на некој се баш фасцинација, но да, дека човек со потенцијал, Значи Гошев со знаење, со спремност, и он почнува да го вика тука на разни предавања и го вклучи потоа во Гошева. Гошевата комисија, да. Значи го вклучува Киро. Да. А По тој основ Киро Глигоров А доаѓа во Македонија, он си живееше во А Белград. во меѓувреме Киро Глигоров почна да си прави паралелни системи. Па се, тоа не прави паралелни Во системи, кабинетот- но он, нели, ќе го повикаат да дојде на состанок на таа комисија, на тие Ќе оди кај средби. Цветан Грозданов во кабинетот, тој беше декан на И филозофски. завршува, и тоа беше многу чудно, колата, вечерта е авионот, да си оди, не оди кај сестра му, он немаше тука стан. Сестра Кај му Михајло Цвета, Апостолски. Да. Туку оди во аеродром, во некоја зграда, уствари он одеше кај во станот на Ѓорги Наумов се собира Клјусев, Блаже Ристовски, кој беа таа група, која потоа, Еден поголем дел на штипското Да. лоби, Ѓорги Наумов и да. Никола Клисев и така натаму. Значи, си правеше паралелен. Да. И после нив ги намести он. Да бидат во таа експертска, Да. да бидат во експертска влада. Како Перо Гошев паѓа? Вие сте со него. Тој е, значи, некрунисан. Гледате сите, и Милан Кучан, кој беше председател на Сојуз на комунисти на Словенија, и Слободан Милошевиќ. Добро, во Босна и Херцеговина малце поинаква ситуацијата и Хрватска со Ивица Рачан. Меѓутоа Петар Гошев не го материализира тоа. Онаа средба во предојање, за која тој многу се љути. Не е таа средба, тоа е нешто друго. Значи, со сите е скаран околу таа средба. Јас сум бил многу млад, не сум се бавел ни со новинарство, тоа е, значи, седница на Централен комитет на Сојуз на комунисти. Не, односно тоа е за конгресот, ама јас не ја знам таа, и не верувам дека и Гошев застанал во предејан, но приказната е дека екипата новинари враќајќи се од Белград, во предејан јадат или пијат, не знам, и Поише пијат него и решаваат, поише пијат него што јадат. ова се, ајде да не спомнувам, и решаваат ние утре насловните
Гошев херој. Херој. А демек, он вечерта на Конгресот не бил херој. Бил неодлучен. Тоа се многу тешки моменти. Збунет, да. Излегуваат. То било најавено, но тоа е као украинскава криза. Ќе нападне Путин, ама не веруваш. Да, значи има одлука да се излезе, ако излезе словенците и хрватите, меѓутоа Гошев не Не, Македонија нема такво, не можеш да ја дискутираш ти се ќе излегуването, значи растурање. То словенците решиле, ама има некои шумови дека можеби Тама е Милан Панчевски. А Милан Панчевски е за Југославија, за слободна продолжување на СКЮ, на истите Значи се крши Македонија во целата таа. Да, ја не знам и Топурковски каде е. Топурковски, според неговите кажувања, извршил притисок на таа средба што е во кулуарите да се следа Словенија. А они нели се собираат во паузата кога излегуваат словенците и тука решаваат дека и ние не можеме да продолжиме. Добро, Пенов, какви се односи Топурковски и Петар Гошев? Тие се горе-доле... Не, нема. Не. Никош немале некој? Не. Предпоставам ривалски. Ривалски се. Горе-доле генерацијски се близко 3-4 години се разлика. Да, Чиле е помал година-две, мислам, така. Значи, не се некои пријателски, а им се испреплетуваат кариери. Па добро, играат во први тим македонски. И мора да се испреплетуваат. Со Стојан Андов какви им се односите? Има една информација дека кога Стојан Андов е амбасадор во Ирак, а тогаш владата на Глегорија Гоговски... Не, тоа е факт. Тоа е факт. Значи, пред да се одлучи да се оди на повеќе партиски избори, што е исто одлука на Гошев. Не е изборило некое... ВМРО се формирало или... Не, ВМРО после се формира. Значи, не е извор на некакви дебати, него тие се југословенски дебати. И во април треба да се именува да се избере нов парламент и нов премиер. Април 90 година, 1990 година. 91. Продолжење мандатот. 90. Да, 90. И председателството расправа и Гошев го предлага Стојан Андов да биде премиерот. И тоа е, постојат факти, постојат документи, е поминато, објавено во медиуми. И потоа, низ дебатите во таа комисија што Гошев ја формираше, се решава, ние вака не можеме, ќе одиме на избори, повеќе партиски систем ќе правиме. Значи зелено светло дава Петар Гошев. Да. Тито Петкоски како се наоѓа во тимот на Петар Гошев? А тој на Конгресот е избран за секретар на Централниот комитет. Значи гледате, еден дел бара ново кадровско решение, а еден дел си сака континуитет со стариот систем. Да, он го победи исто на тајно гласање, победи Мирче Томовски. Значи го победи колега ми беше Мирче Томовски. Со Мирче Томовски, со Милован Джилас име покојни сега. Да. Тамо, значи, Мирче Томовски губи од Тито Петкоски. Тоа информација ми има поминато. Па не сум ни бил тогаш. Вие сите повеќе се занимавате, мислам, медиумски, не говорам вие. Колку пати Александров рекол Македонија или Гоце, или оваа историја што ја преживеавме, ја заборавивме. Што ни е клучна. А не боли кога ни за другата не. Ние оваа ја испревртевме. Работите што ги знаеме за самостојна суверена не се такви кои јавноста што ги презентира. Вечерта кога се губат, пошто после прв круг на изборите, првите избори ноември 90 година, СДСМ води убедливо секаде. Првиот круг убедливо, со 7-8 пратеници во прв круг. Во прв круг. Тогаш е мнозински модел и така натаму. Помеѓу првиот и вториот круг се случува пресврт и ВМРО ДПМН со 37 или 38 пратеници победува во втор круг. Имаше и спој на ВМРО и МАК. Во меѓувреме.
имаше една црна пропаганда против Гошев преку МТВ, за некои албански средини, дека се прави нешто против, затворен, така некои страшни. Гошев говореше за некое српско влијание, некои структури на удба на КОС, кои се на раководни позиции умрат македонската држава. Да, таа структура ја губеше у секој случај, бидејќи Таа структура и сега не се јавува. Антички македонци, дел од нив пишуваат книги, нели, антички, најстар народ. Дали е истата, не знам. Па делум има, нели, делумно тие главни уредници. Нивните внуци ни се провлекуваат. Да, но ова, ако се вратиме, можноста не победува СКН, но може да има мнозинство. Она мнозинство што го направи Бранко Црвенковски 92, Можеше Петар Гошев. Можеше да се направи и да си има. Имаше ли конфликт изборната вечер Црвенковски Гошев? Физички? Не знам и не верувам. Дали тоа се е? Не, Таму почнува конфликтот помеѓу Црвенковски и помеѓу Гошев. Една атмосфера почва да се создава после дуелот. Имаше еден дуел на МТВ со сите лидери и дека Гошев таму ја изгубил всушност битката. Антиалбанско расположение се создаваше и на прашањето со кого ќе коалицирате или нема да коалицирате, или ВМРО вика со албанци никако, не знам, а Гошев вика јас ќе коалицирам со сите демократски и прогресивни партии. И сега тоа, овие структури што не го сакаат, го дожува, значи ти со албанци, замислете се. А што има лош? А токму тие, и на таа линија е срушен во партијата, односно, сам се повлекува, ама останува, како да речем, безпредметно да остане. А таа структура што останува, без проблем си прави... Влада со албанците. Со ПДП тогаш, да. Со ПДП НДП, како се викаше таа коалиција. Како Гошев го враќа мандатот? Вие сте со него тогаш, нели? А не, јас веќе... Не, меѓуто сте во комуникација. Околу, тогаш. Го враќа, сега по неговата приказна дека не му е возможено сам да избере кандидати, нели? Примерот со Антонио Пешев, премлад за министер за транспорт или што ја знам, некои други. Но тоа е... Имаше околу албанците некои дилеми. Да, тој ќе биде прва влада која коалицира официјално со албански партии, ако до тогаш секојаш имаше албанеци во социјализмот. Па и во експертските влади И во Клјусев имаше двајца по континуитет, Бекир Жута и Илјас Сабриу. Но беше една исто тешка економска атмосфера, Македонија без пари. Бензин немаше. Редици беа по улиците, инфлација, чекови се менува. Како одеднаш кога Црвенковски стана премиер? И сега тоа ја стално го говорам, и Црвенковски никош не го капитализирал, он кога станува премиер, преку ноќ снемува. Има бензин, инфлацијата е пресечена, тоа се големи придобивки за една така. 92 есента. Да, 29 години. Што беше еден нерешив проблем вака да го гледаш, како ќе најдеме ние бензин, тоа се донесе одлука кој може нека донесе со камионче од надвор нафта, ќе има на бензинските пумпи. Пред тоа нели монопол на Окта, на Мак Петрол, како беше. Бојан Жантевски, генерален Окта. Кој беа тогаш? Да не беше Рикаловски или... Боро Рикаловски беше претходно, значи тој е основач нели на Окта, мислам дека Бојан Жантевски, ако не се. Можно е, Диме Ѓурев, кој подоцна беше директор на јавна безбедност, кај што Стеопен Даровски шеф на кабинет, исто беше во еден период од дел на раководните структури на Окта, значи една мокна структура се појавува. Една држава. Битна фирма во државата, да. Од друга страна Мак Петрол Гаврило Гаврилски, основач на реформските сили во Македонија, во тој момент шеф капо ди тути капи на македонската олигархија, што се вели. Не Данчо?
Па Данчо и Гаврило, вие повеќе. Тоа се два блока различни. Тоа се два различни блока. Добро, таа олигархија, тие директори, ЦК ги поставуваше или Централниот комитет во еден голем дел. Сите тие доаѓаат на власт, освен нели Гаврило Гаврилски, Данчо Шутурков, некаде средината на 80-тите години. И Светово. И Светово певари, и Штерио Наков. Свето е подоцно, да. Трајче Мукетов 85-та година, значи вие сте биле во економски 86-7. Има улога Централниот комитет во тој процес на создавање на олигархијата, бидејќи Македонија... Не, тие видите. Бидејќи Пенов се извинувам, ама Македонија е држава која најревносно го спроведе законот на Анте Марковиќ. Сите го спроведоа приватизацијата, секаде. Меѓутоа преку 50% капиталот до Македонија беше приватизиран според законот на Анте Марковиќ. Да. И овие олигарси на тој начин и ги добија акциите од вработените кои им беа Сега поделени. кого сметате за олигарси? Значи, тогаш постоеше една пилот проект од 10 фирми, Пивара, Фершпет, не знам кој бе, Алкалоид, Интеримпекс, можда и Металски, не се сеќам, кои најбрзо им дадоа можност по некој полесни, не ги знам баш деталите, не се сеќам, да и тие се правите фирми во Македонија. Пивара стана гигант. Па првите 3 фирми што се според новиот закон приватизирани беа Фершпет, Но гледајте, беше Пивара, тие беа седма. Ма ние имаме многу лоша представа за приватизацијата и таа тајкунизација. Значи 90% од фирмите пропаднаа. Не ги зедоа тајкуни. И пропаднаа до дно. Никој не ја анализира тогашната улога на монетарната политика. И јас бев тогаш во Ангрохожа, имаме 140 дуќани, ние пропаднавме у еден месец. 36% беше месечната камата. Значи, замислите, за 3 месеци долгот ти се дуплира. Следните 2, уште еднаш се дуплира. Тогаш е Борко Становевски. Мислам. Мислам дека да. Мислам. Со Томе Неновски, нели? И на тој начин значи фирмите има прво пазарот го изгубија. Нема југословенски пазар. 60% од македонска производство беше југословенски пазар. Блиски Исток, Советски сојуз исто се губи. Советски сојуз се распаѓа, Блиски Исток неврзаните пропаѓаат. И што остана? Нема предметна работа. А во исто време монетарна политика снеди некоја инфлација и ги прави каматите 30. Сите фирми мака као кула од карти. Пенов, Петар Гошев спомнавте дека во она кампања на првите избори кај што Кирил Григоров нели учествува, кај што Бранко Цренковски е шеф на штабот, а Владе Милчин го води пиарот. Какви били односите на Петар Гошев и Владе Милчин? Ние сме тука 100 метри од Сорос, така. Па мислам дека тогаш присни, тогаш заедно. Заедно бе? Да. Во меѓувреме им се разделува. Па не можеш да бидеш да ми водиш кампања ако не сме заедно. Да, значи тога се блиски Петар Гошев да. и Владе Милчин. Да. Кога одлучувате да ја правите партијата Демократска партија? Тоа е едно од најжестоките изборни кампањи во историјата на Македонија, тоа е 94-та година. Да. 93-та година не се имаше случајно до тогаш, нели? Поранешниот лидер на СКМ ПДП или на да оди против својата партија. Прво да излези, да направи партија и подоцна да одбие премиер и да. Значи одбива да направи влада да биде премиер и прави своја политичка партија Демократска партија. Па тоа веднаш, значи, по изборот на владата, нели, се прави тој обид Република Македонија Скопје. Да, има во парламентот. Гоже во парламентот излегува, го напаѓа тој проект, околу тоа се врзуваат луѓе, различна идеја. Ошев е против тој предлог. Против. Иако е член тогаш или на листа на Сојуз на СКМ ПДП. Да, формално не верувам дека бил излезен. А јас пак од овие мотиви што ви говорам, фирмите ни пропаѓаат, нема влада да ги... Јас тогаш
во обид да најдам некое решение за мојата фирма, одам во влада, они викаат, па ова е пазарна економија, брат. Како пазарна економија со 36% камата ти ме уништуваш. Преземете нешто, како ние, а пуштена конкуренција приватни од гаражи не конкурираат луѓе. И гледам ова, немам излез. Јас сам, например, тој беше и решен во Перо, сега е пред време да правиш партија, ова не ги бива. Би се вклучил, викам ќе се вклучам. И по некое време се јави, со покојни Перо Милошевски, Бујото, Бочваров. Перо Милошевски, министр за После стана во широката коалиција. Љупчо Ристевски, сега Интегра. Бевме еден иницијативен одбор, кој потоа беше баги поширок од повеќе. Петре Шилегов беше ке вас? Беше, да. Трајко Славевски. Преку Лига за демократија. Од кај Ѓорги Марјановиќ. Да. Трајко Славевски беше? Беше Трајко Славевски. Сега што е председавач или министер за финансии. Трајко Славевски е активен, да. И добро по Валандов. И он во концептот ваучерски за приватизација. Така беше. Трајко учествуваше со го кршевте лебот, правевте со чисти раци, објаснувавте така на. Беше тоа, а видите. Се само сигурно Ѓорги Иванов по Валандовска линија. Не. Не сте имале комуникација со? Не. Ѓорги Иванов не. Вие тројцата потекнувате, нели? Без оглед, ние по друга сосема линија. И долго време немаше Валандова некои играчеве, сега овој Перо Костадинов. Па ја не знам по глава на жител дали некое место има повише политичари. Ѓорги Иванов, Гошев, јас, Нано Ружин. Сега едно место Валандо од 5000 жители. Перо Костадинов, кој убедливо во два мандати. Да, еден победува во една условно речено ВМРО-вска средина како што е Валандово. И колку што јас се разберам о политика, можам да видам Перо Костадинов има тамо најголем потенцијал. Има потенцијал, да биде квалитетен, иден лидер на СДСМ. Се хендикеп од Валандо, малку можеш да покажиш, но мои некои проценки се дека во наредни 10 години тоа во СДСМ тешко се проектира. Па обично тој што мислиш дека ќе биде. Па сега јас некаде ќе се изгуби по пат. Ќе ве прашам на крај за град Скопје, бидејќи мислам дека во град Скопје на изборите всушност битката беше кој ќе биде еден лидер на СДСМ. Дали ќе биде Шилегов или ќе биде Петар Гошев и дека таму во таа битка се јас ако можам да ја анализирам. Значи Заев доаѓа, во онаа шарена револуција, 5 души се видливи. Заев, Шекеринска, Шилегов портпарол, Ременска, Рената Трајковска, Рената Десковска и Оливер Спасовски. Не можам да се сетам од тоа прво раководство. Прво јадро. Кога станува влада, сите стануваат влада, Петре Шилегов остана во парламент. Мене тоа не ми беше објаснив. Можно е тука некој ривалитет или има цело време. И тој потоа зрее. Има една теза, таа теза ќе ја разработам во некоја следна емисија, меѓутоа чисто колку да ја нафрлиме сега, кога веќе дојде маветот, дека преку агенција блиска на Петре Шилегов, намерно се фризирани изборните бројки, анкети, рейтинзи и така натаму, за да може да се даде лажна слика за изборна убедлива победа на Зоран Заев. Гледате, системот е падна, тогаш Венко Филипче ги прави листите, вклучен десна рака на за локални говорите. Говориме сега нови локални избори. Некој се загуби. Да победи Петре Шилегов, а да изгуби Заев низ Македонија, каде што Петре Шилегов со победа во Скопје би можел да ја бара главата на Заев на некој конгрес во врвот на СДСМ. Тоа е А јас исто ако таа теза преска што зборевме ја продолжиме, значи Заев долго време не се изјаснуваше околу Скопје. Да, околу Петре Шилегов. Значи он имаше дилема дали да го стави, само он не изгради кого. И он дојде во цајтнот, као што на СДС му се случува сега, и сега кој? Нема кој. Имаше Петре Шилегов комуникација со Ивица Коневски, поранешниот градоначалник наредом да трча за градот. Ама он
Сам. СДСМ Цело време се Петре немаше произнесено. немаше јасна слика што ќе прави Имаше во ли го Скопје. своја екипа на Фейсбук, И сега на видите, социјални... ние многу ги осудуваме анкетите околу локалните избори. Јас тврдам дека повторно гласачкото тело беше за СДСМ Во Скопје. во Скопје. Но, незадоволни од тоа, дали тие анкети успеа да проникнат во тие детали, многу од тие што се за СДСМ решија да не излезат. На гласање. И тука беше пораз. Поразот на Петре Шлегов. И на секаде не Да беше. тамо само. се гледаше една дупла кампања, двојна кампања, Тоа веќе не можам да... пиаровски лошо осмислена со настапи на Бени Шакирин или од вашата Да, тоа коалиција. секој што би водел пиар би го воочил и би рекол стоп ова не. Супер. Ова е самоубиство да седиш Што е ти, сам против сите, кај што се да те исмејуваат, да те... дека е СДСМ изолиран или кандидатот на СДСМ изолиран, да се вратиме на чисти раце. Тоа е кампања кај што Петар Гошев вложи се. Целиот свој Добро, па добро и нормално. целиот свој политички Да. капитал. Очекуваше победа на тие избори. Говорам за изборите 94-та година. Па не можам да речем очекуваше, но очекуваше некоја структура, односно резултати во кои ќе можеме да... Пенов, кој ја водеше таа кампања? Опа, сега некои имиња дали човек смее да ги... Ки ја кажем ја, ако не кажете вие, ќе кажам јас. Тоа беше од кај Джинџич екипа, Спектра, која водеше Беба Поповиќ. Сега веќе Владимир Беба Поповиќ. озлогласен, но со многу јаки личности. Александар Тијанич идено ја смислуваше. Срđan Шапер, Сега Мекин Ериксон, ова... да, потоа беше он кај Тадич, па сега е голем бизнисмен, не знам. Да, немокната компанија за пиар, за маркетинг Да, на Балканскиот полуостров. овој Небојша Крстич сега што е... Што беше исто кај Тадич сега. Он е од Идоли заедно со Шапер, Шапер. да. И Шапер ја направи музиката, она Сокол пие, он ја аранжираше. Требаше, ние сакавме, Анастазија беше тогаш популарна, се да се ме направи со со Владко Стефановски, ние пандан, Анастазија, но Оријански не сакаше, он про-СДС бил и даваше некоја сума и која слушна Шапер вика, дајте ја тоа ќе ја направам за... Отиде во Белград и ја направи Значи музиката. целата таа екипа, Владимир Поповиќ после во атентатот на Джинџич се спомнуваше, па беше пиар на Мило Ѓукановиќ. Сега е со Вучич. дека е со Александар Вучич сега, Да. многу близу, па и Небојша Крстич е со Александар Да. Вучич, значи тоа е таа екипа која всушност Сега велите што очекувате? Тата мата за Александар Тијанич е покојни, тој беше директор на На радиотелевизија, RTS, на РТС. И јака личност. така. Еден исклучително интелигентен човек. Да, и они тука доаѓа, дискутиравме и нашите очекувања преголеми и они побараат дојте во Белград малку да ја разработиме. Да ви ја презентираме. Да. И јас ја врамчеве во Белград. Што очекувате вие? На кај се гледате? Кам 300.000 пензионери, 500.000 невработени, не знам, правиме бројка, потенцијал за... Знаете дека тежите само 4%. Како 4? Вика, овие ќе ни ги земат парите и против нас работат. Ги купил некој. Да. Ги има купен. Ама Перо Ваков, Перо да отвараат Црни Петра, без оглед, тоа е, ние ќе газиме. И добро направија стварно, Да направи отлична кампања. но мора да се призна и жестината Гошев што ја внесе така, тоа беше. Синов, значи тие ви кажува дека вие не може да победите. Да. И вие разочарани. Па и сега ние Гошев си ја знаеше. Се знаеше, бројките се знаеше. Да, ма не дали очекуваш некои 8-10% кој меѓу Кој ќе ВМРО и се СДС клучни. можеш да бидеш клучен за да избиеш. Имаше тога сугестија дека треба да ги смирите односите со Киро Глигоров. Не, тоа е пред кампањата,
Тоа е 94-та. Овие обединети македонци од Торонто ни финансира пиар стручњак кој на Клинтон му работел, израелец некој, или еврин. И дојде човекот и тука снимаше колку време и вика јас да се видиме. Вика јас можам оваа кампања да ја добијам под еден услов. Вие да го поддржите Киро Глигоров. Како? Ова предавство. Ова СДС го купила. Намешталка ви прави. Да, намешталка. Како? А аргументацијата вистинска не ја доживуваме. Киро Глигоров е икона, он ќе помине. На теренот Бранко Гошев јас можам да направам кампања да се добие. Јер Гошев има повише потенцијал од Бранко. Но не можевме. Не прифативте. Па не, како се... Битката беше лична на Гошев, он не можеше... Со Глигоров? Да. Емотивна беше? Да. Добро, Пенов, како одлучувате да бойкотирате? Лјупчо Георгиевски подоцна вели дека тоа не била негова одлука, туку тој Лјупчо се криеше и не знам и дали Дента ја прифати, туку после се приклучи. Значи, кога се гледаше, губиме и кога дојдоа резултатите, дури ни Гошев не води прв круг. Катастрофа. Да. А вие сте во коалиција, нели? Не, посебно одим. Не ни успеа коалициониот договор. Ни тогаш не ви успеа коалиција? Не ни успеа. Никако со Георгиевски со Не ни успеа, тоа беше една друга приказна. Се обидовме и беа и они спремни пола да одиме, но 94-та пола. Но баравме да се дефинира, односно, они инсистира Лјупчо Георгиевски е премиер. Тоа е условот. Ние тоа не можеме. Покојни Раде на таа средба, вика, па и ние премиер имаме. Раде Стојковски. Да, покојни. Што беше министар што загинува во 99-та година во на сообраќајна несреќа со НАТО. И ние министри и потоа остане добро. Ристо Измејко као секретар, утре нека видат дека па нити се видовме, нити ништо. Значи тоа е заврши приказна. Значи вие сугерирано Киро да не го напаѓате од персонални причини, тоа не може да го прифатите. Не го прифати. Коалиција 50-50 со ВМРО, Лјупчо да биде. Сега едното со другото не одат. Не одат заедно. Не одат. Но мислам дека и со 50-50 ќе загубиме. Значи силината на Киро Глигоров беше огромна. Беше во топ. И единствено тука ќе сме прошле, ако го поддржавме, но тоа ќе значеше ребрендирање на целата структура. Демократска се створи да го тргне тој СДС кој ни личеше неспособен. Јас од личните мотиви кажувам, ти пропаѓа фирма, влада не знае каде. И тоа е Пенов еден чуден период, значи опозицијата е надвор, ги бойкотира изборите. Тоа е веќе, тоа е голема грешка, тоа е... Рационално размисливте да ги бойкотирате изборите или Не, тоа е наивност, тоа не знаеш што е. Кога ја носите одлуката? Вечерта кои гледате бројките? Па уште дента гледаш како е атмосферата и сваќаш дека е губиш, потоп. Но кога видовме дека е толку потоп и ги рекавте втор круг не одиме, бойкотираме. Бойкотираме, Лјупчо вечерта као го снема, не може да го најдат и после се приклучи и тој свати дека што ќе прави со пораз. Тоа беше еден исто тежок период за Лјупчо Георгиевски. За сите, дори дава оставки, па го убедува да не даде оставки, па Кичевски од Конгрес кај што се менува целата парадигма. Па за Лјупчо може би и полесно од ВМРО обстојува, но за нас беше многу тешко, бидејќи многу се осипуваше, потоа ние почнавме да се врзуваме со ВМРО, или заеднички митинзи, бойкоти и структура. Тоа 93-та година направена ова приватна комора. Не ова сега на Даниела што е. Пред 93-та, бидејќи таа комора влезе во поддршка на Демократска партија. Тоа ми е прашањето. Значи некаде меѓутоа 93-та година, јас сум тогаш економски новинар, ако не се лажам, имам интервју со некој од нив,
Тамо е Пендевски, тамо е Велија Рамковски. Пендевски, Велија Рамковски, тамо е Бубе Бујото. тие влегоа директно, Велија не директно, со голема поддршка за демократија. Ја го поддржуваше цело време. Да. Иако Ајден телевизија всушност беше замислена да биде телевизија на таа приватна комора. Сега, она од дневно-информативните беа Гордана Стошич и Кабрамов, они си влечеа друга. Па тие... Но Велија преку пиар делот, наши кампањи одеа таму Јас се сеќам како млад новинар, тогаш првата комуникација со Ајден, подоцна завршувам нели во Ајден телевизија, меѓутоа првата која 93 година разговорите со мене ги водат Лилјана Типармакова и Мира Кусакацка, која завршува во антикорупцијска комисија подоцна во времето на ВМРО ДПМН и седиштето на таа телевизија не требаше да биде на Перо Наков, без број, туку во некој први, втори, трети кат на Македонска радио телевизија. Значи тамо треба да биде седиштето и таа секојаш ние дефиниравме на почетокот телевизија на приватната комора, подоцна станува телевизија на Велја Рамковски, па пари на Сорос, па Гордана Стошич и се менува целата. Каде е растурата калимерата со Велја Рамковски? Како партија, како демократска, подоцна како ЛДП. Па, Бејки, тој ви даваше поддршка цело време. Даваше поддршка и... Бараше пари. Да, он направи многу барања. Пара на рака, мара за рака. Да, јас ве направив, јас дадов и вие треба да ми вратите. Ние немавме сила тоа да го направиме и главниот расцеп дури е на владино ниво, 2003 кога тој кај Бранко побара една средба со Гошев ко министер за финансии. Он ќе предложи економската политика, буџетот ќе го скратиме, цела администрација надвор, 1/3 ќе ја вратиме, што е еден процес кој немаш сила да го изведеш, оно паметно звучи. И што не ме слушате, сега ќе видите од вечер и од вечерта Ајден почнува против влада. Ко Путин, вамош, архив што го гранатира. Се што ќе стигне се... Тука, значи, ја растурате, го растурате претелството или таа близко со Велја Рамковски. Да. Пенов, вие сте 96 година избрани за градоначелник на Скопје. Локалните избори се поместени, требаше да бидат 1 или 2 години предходно. Да, 94-та, 5-та, да, како. Па се прави закон за локална самоуправа, праз база на тој закон Доцни закон. Силјановска го прави. Не, Владо Поповски. Владо Поповски. Силјановска почне во првата експертска или во првата влада на Бранко, не направи ништо. И 94-та, као министер за правда, Владо Поповски го прави. Тој закон. И тој, и законот за територијална кој не направи толкови проблеми. Тогаш е Јове Кекеновски председавач на Советот, Андре Жерновски е некој подпредседавач. Иако никој нели тоа него. Не постоеше таа функција. Не постоеше таа функција. Лиле Поповска, тогаш ќе планирате за... Лиле Поповска е наш носител на листа, ама тоа беше времено решение. Што партии сте направиле, Пенов, значи што произлегли од вас, значи партии, функционери, кариери направија. Да. ВМРО инсистираше да го преземе. Советот беше од избрани 25 и 7 општини делегираат по двајца скопски. И додека тие се конституираат и делегираат, Змејко бара, ние ќе си избереме председател од овие 25. Ако тие дојдат, СДС победува во тие општини и има совет. И дајте вие подпредседател, либералите секретар Владо Поповски. Владо Поповски не е што го прави законот. Да, Владо Поповски што беше министер подоцна без ресор. Да. И сега ние седнуваме, ова ќе трае 2 недели, 3. Лиле Поповска ни е кадар. Жерновски е од младина, и кан Лиле, да не те изгориме сега. Ќе оставиме Жерновски. Нека биде Жерновски. И доаѓаат делегатите на СДС, настанува спорот меѓу мене и ВМРО.
И Владе Милчин е координатор на СДС Во град Скопје. во град Скопје. Он го остава Јове Кекеновски тоа раководство на власт 4 години и Жрновски Подпредседател. подпредседател. Значи Владе Милчин го остава Јове Кекеновски. Да, што е многу чудно, тоа контра мене они да дојдат, се удружија со ВМРО у Советот да бидат Владе Милчин, Шекеринска, Тогаш е во град. да, Значи има екипа тамо. екипа, ќе се сетам и на други, но јака екипа. Таа една, се не била на Шекеринска, Милчин постојано лавираше час кон ВМРО, час кон СДСМ, во дел на структурите на Сорос има многу луѓе кои биле подосна ВМРО. Била... Не мислам дека он тогаш го почитуваше ВМРО, но тоа беше партиска стратегија да мене ме угушат некако. Добро, лично. Само за приватизацијата со чисти раце. Вие тогаш трнавте брутално против олигархијата. Приватизацијата е грабеж, па кршевте леп тамо. Тоа беше кампања чисти раце, нели земена. Имавме еден спот, вие што сте краделе, гасите телевизор. Овој спот е за нормалните луѓе. Вие тогаш исплашивте се што беше... И тогаш, Велија го споменавте и он кажува, вика, дома го гледам своја жена ми вика, вели, е против тебе, како? Тогаш трнавте фронтално. Нели имаше оне обвинител во Италија со чисти раце, нели тамо се нарекуваше и говоре дека сте презеле дел на таа кампања, но се обидовте нели да расчистите со криминалот. Тоа се едни тешки години, време на санкции, приватизации. Да, не, тоа е кршењето на ембаргото, од тие сегашна нечисти временска пари. дистанца. Како тоа огледа? Например, кај вас беше Бубе Бојото. Не знам дали беше... Па знаеш како сега, Не знам дали беше Саво Станковиќ, меѓутоа Бубе Бојото. он ги покриваше тие така. Тоа беа играчи кои се бунеа прво уште против Да, ама Комерцијална знаете банка, кога се споивме со ЛДП, либерална, Нандо. со Андов и се кои ви се финансиери, кои ова, и ние горди, нели, ово. И Андов на подценување, колку една бензинска на Мак Петрол. На Гаврило Гаврилски. Не е Гаврил, Андреја е веќе, но Која година се спојувате? 97. 97, да, Андреја. Андреј или Љубе Јанев? Не, Андреја. Андреја, значи има премостување со Љубе Јанев, финансискиот директор. Тогаш е тој. Така е, Тогаш значи направен е тогаш тој трансферот. Значи, Андреја доаѓа, Љубе Јанев е сменет кога е Андов се уште председател на парламентот. Значи, Андреја го враќаат од Лондон. Да. Тогаш е некој представник на Мак Петрол во Лондон. Меѓутоа, тогаш околу Андов се и Скопска пивара, и Савка Европа. Сите, да. Након кожара. Значи, витаминка, Симе и така. Симе, витаминка. Мислам дека витаминка е пратеник во тој состав на 94-та, 90. Да, 98. Нова страна се Трајче Мукетов, Јорго Ќука, значи Боранка Бранко Цренковски. Тие се во СДС. Босотов од Хепос, кај што се прават овие тенкчиња. Имаше големи бизнисмени кои веќе се извлекуваа од политика. Овие или членови на Централен одбор, или беа кандидати на избори, например, Босотов беше на 98 година на изборите. Босотов, мислам, СДС беше. Значи, велам, или се ЛД, односно Либерална партија или Сојуз на реформски сили, или се СДСМ Бранко, вие, значи, против една таква номенклатура се борите и ве прегазот. Да. Ние влегуваме со народот. Народот со вас. И 96-та година станувате на... Очекувавте ли да станете градоначалник на Скопје? Па да се очекуваше затоа што со ВМРО тогаш. Тоа сте веќе во коалиција. Да, со поддршката од ВМРО. Бранко прави клучна стратешка грешка, ја растура коалицијата. Либералите ги брка после атентатот. Со Дзинго се скара, и социјалистите башка, и СДС сам. Исто сега.
Па се асоцирам нешто. Не исто сега, значи, Бранко има помината школата и знае како може да се изгубат локални избори. Да, и затоа 2000-та па дури и формира партии за да има коалиција. Да. И всушност сме го прави филмот на Зоран Заев сега преку анкети, преку било што друго, со луѓе уфрлени надмиша. Дека може да победиш сам. Сам. Значи, сакам да кажам дека историјата секој се повторува. Не, тоа се бројките. Математика е тоа. Да, математика, анализа на... Дзинго освои 80.000 гласови на тие локални избори. Тогаш беше друг систем, ние во втор круг влегуваме 5 кандидати. Така беше. Јас Фуфо, Дарко Марковиќ, Јовица Угриновски од СДС и Миле Димитриевски од социјалистички. Се замислите ги овие тројца заедно прегазуваат, да не речеме, прв круг. кои би биле споени. Кои биле споени, а заедно припаѓаат, но суетно, нешто скарани. Дзинго тоаш води кампања, тој 96 година. Хари Костов е министар за надворешни работи во отсуство избран, претходно беше заменик, заменик министар за надворешни работи, претходно беше заменик. Хари да не е веќе директор на комерцијална банка. Не. Хари Костов е заменик министар за финансии, па го праќаат во Светска банка. Тоа е 94. Да, го праќаат. 96-та Хари е директор на комерцијална банка. Не. Сигурно не. Сигурно не. Милион посто. Тој е избран за заменик министар за надворешни работи во отсуство, бидејќи е во некој конфликт со Јане Милјовски. Тоа е владата 94-та. Јас кога ја отворам аферата со комерцијална банка, во еден телевизија, паѓа од власт тогашниот директор на комерцијална банка, Хари Костов првото интервју, се уште не избран за директор на комерцијална банка, есента го дава во емисија кај мене, кај што дава оставка на членство во социјалистичка партија поради кампањата која води Љубисав Иванов Дзинго. И тука веќе се бидејќи во еден временски период. Ама као директор. Да. Во Во еден временски период и гувернерот и директорот на најмокната банка и Љубисав Иванов од една партија социјалистичка. Љубе Трпевски, нели? Дали беше гувернер тогаш? Не беше се уште не аферата. Уште министер во владата. Уште беше министер, вице-премиер за овие преговори со ММФ и Светска банка. Меѓутоа многу малку знаат дека Хари Костов бил член на социјалистичка партија на Љубисав Иванов Дзинго. Златка Поповска тоа го договара за да може да го стават. Не, таа е постара линија. Киро Поповски, кој беше десна рака на Ставрев во владата и во кабинетот на тие седнувања, Хари, Киро, Ставрев, Душко Стојанов тогаш дали беше шеф на кабинетот. Од таму се влечат и така е он повлечен во... Пено, вие победувате. Иако СДСМ очекуваш убедлива победа, го избира докторот. Има јак кандидат, да. Тогаш најпопуларен после атентатот на Киро Глигоров, Јовица Угриновски кој прави операцијата и тие мислат дека се прошетат на изборите. И вие ги прегазувате. Па не беше некое газење. Се замислете, јас у вториот круг победувам дефинитивно со помалку гласови од тие што загубив 2005. Замислете. Со помалце гласови. Па да. 39.000 има во првиот круг. Сега во Скопје кандидат со 39.000 не влегува во втор круг. Значи сменати се и бројките. Да, друг беше моделот. Моделот, организација. А победата моја беше со 60.000 гласови во вториот круг. Само со 60.000? 60.000. Тоа не е многу денешна. Па не. Па 94-та сега овие бројки што ги пумпаат 500.000 партиите. Значи, Демократска има на бојкотираните 114.000 гласа. 94-та. На мнозински модел. Добро, вие и 98 година имате некоја слична... Добро, 98 сме заедно со ЛДП. А ВМРО има 133-4. Значи со 112.000 имате 3 или 4 пратеника само 94-та година. Ние, да. 98 се извинувам. 98 така 100 на мнозинската и 70. Имаме Васе Топурковски има околу 140, 120, вие имате тука 110 не дека. Да. Колку што ние добивме 4 пратеника. Пратеника. А како останавме на еден? Па подоцна повторно се карате.
Да, Пак се отива разделувате. овие Пак Слободан Даневски, Па нели Панчо Минов. пак се разделувате. Тие се Да, што шантарат секаде кај што. да. Значи, 94-та немате коалиција со ВМРО, 98-та немате коалиција со ВМРО, 96-та година имате коалиција со ВМРО. 96 Иако има две крила во ВМРО, едните се за Лјупчо Николовски. Фуфо, едните се за вас. Па не се крила, раководството на ВМРО е за Фуфо, Лјупчо. И они дури у кампања шетаат со Фуфо. Никоја што мене не дошле во... Кога одлучуваат дека треба да ви дадат Па подршка? вака сега, они уште во преговорите за поделбата на местата, они Скопје не го сакаат. ВМРО. ВМРО. Рачунајќи дека Фуфо и Гошев се блиски другари и дека ако ни го дадат нас, Гошев мора Фуфо да го кандидира. Но тоа беше прво појавување на Демократска партија, не можеше да си го дозволи Гошев тоа, а и веќе беше оцрнето тоа раководство. И така да моравме внатре партиски кандидат, јас бев секретар на партијата, јас бев кандидатот. Тоа ви даде историска шанса како Демократска партија. Да, ама не ја препознавме и веднаш влезе Гошев во, бидејќи тој генерално не беше задоволен, на советници 5-6 гласа, значи партијата паѓа. Иако имавме 10 градоначалника во Македонија. Кавадарци, Паланка, Ѓорче Петров. Но бројката на советнички листи беше 60.000, а 6 има и социјалисти и либерали. И дојде понудата на Андов за спојување, он да се спаси во партијата и да обезбеди некаква председателска кандидатура, а и Гошев така да ја подстегне партијата, да ја подигне на тој начин, не гледајќи ја шанса дека преку град Скопје ние го надминавме тоа, ама не го капитализиравме партиски. Се растуривме внатре. Тоа е најчудната коалиција што се има случајно во Македонија, спојување на две партии, реформските сили и Сега Демократската велите партија. длабока држава. И Пулс 97 прави некои коктели, годишни они, тие, Февруари. февруари. И коктелот е настојање, но една маса, нели, Киро Глигоров, Бранко, кои се таму, и ме викаат и мене на маса, као градоначалник веќе. И се, колку е слаба длабоката држава македонска. Мирка исто, Мирка му вика, кажи му на Бранко дека се спојувате со либерали. Ја шокиран. Царенковски. Па сар, Бранко вика, да, кај може Перо и Андов. Андов, не. А викам, јас сега доаѓам од МНТ, уплатив, Конгресот ни е закажан, термин имаме. Премиерот не знае. А викаме, Длабока држава. имаме служби, ДБК, не знам што. Тоа се тие годишни награди и прослави на годишнина на Пулс, кои најчесто се праве во Гранд Хотел. Гранд Хотел, да. Holiday Nation, Holiday и не знам дали. Тогаш беше Гранд, уште Гранд беше. Хотел, дали функционира. Таа година добивам годишна награда на Пулс. Може би, А не. таа година добивам годишна награда. Тогаш е Киро Глигоров ми ја дава наградата. 96-97 веќе се измеша годините. Пинов, како ја правите таа коалиција со Андов? Вие му нудите на Андов, односно Перо Гошев му нуди на Андов да биде Не. последен комунистички веде. Доаѓа Андов во партија и му предлага на Гошев. А секојаш беа ривали. А ривали невидени, ние поише против неговите имавме отколку против СДСМ и Царенко. СДСМ, да. И после таа не свикува Гошев. Се аргументите, да, за да станеш голема партија, да, добиваш членство, добиваш можности, ја добиваш Идеја Плюс, Иво Лоренчич, да, Свето Пивара.
Значи све ви е на располагање. Цела логистика и навистина тука многу се доби, но јас велам, ние не знаевме што имаме со градот Скопје. И можевме тоа да го капитали, тој успех што се направи. Трета позиција во државата, четврта, да речеме. И да речеме, тоа темпо што јас го започнав 97-98. Најпопуларен политичар во тој временски период. Можевме поинаку да ја правиме партијата и 98 поинаку да се појави. 98 година не правите коалиција со Лјупчо. Неуспешна е таа коалиција. Па неуспешна, они веќе биле договорени со Циле. Ова беше емисијата во Центар. Првиот дел на интервјуто со Ристо Пенов. Во недела вториот дел на интервјуто со Ристо Пенов. Вториот многу повозбудлив дел, кој е некаде после 2002 година. Тајните преговори со Али Ахмети, како се преговара со Али Ахмети, територијална организација, територијална поделба, оставката на Хари Костов, појавата на Трифун Костовски, дали Бранко Царенковски стоел зад Трифун Костовски, како е завршена кариерата на Ристо Пенов, Андре Жерновски, дали ВМРО ДПМН не може да му прости на Жерновски и се обидува да направи пуч, спроведува пуч, избран нов лидер на чело на таа партија, сите тие работи, сите тие прашања во недела во 22 часот, плюс политичка анализа за случувањето во Украина, значи две во едно. Мислам дека во недела ќе ви се допадне емисијата. Ако ви се допадна оваа емисија, нова дружина недела во 22 часот, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.